Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро. Овој настан е посебно важен за нашата држава, кажав и во смисла на важноста и големината, меѓутоа и сите оние вип личности кои што ќе бидат дел од него и ќе пристигнат во Скопје. Градот нема да биде во колапс, ке можат граѓаните да се движат, со тоа што во овој дел ќе бидат главно стационирани активностите, а по потреба, доколку се појави потреба, ќе бидат затворени времено и периодично одредени улици. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Добро вечер, Македонија, добро вечер, почитувана публику, како што го видовте журналот, да речем во секој случај. Благодарам на колегите на Радио Слободна Европа, која е вистина даде нова презентација и за волја на истината беше задоволство да биде дел од Гласот на народот. Да, денеска ја третираме темата ОПСЕ во Скопје, Македонија, во центарот на светот, инспириран од некои текстови, но и навистина ја ставив како работна тема. Одработам со неговата екселенција Зоран Дабич, амбасадор, со кого е започна мојата сезона во телевизија Вистел и ќе му речам добро вечер и добро дојде, амбасадор. Добро вечер, добро ве најдов. Убаво е да бидеме повторно заедно, особено како амбасадор на Македонија во ОПСЕ, во Виена и НАТО во ОПСЕ, само ќе ми исправите во Виена. Во Виена, ОПСЕ и Уединените нации, да. Брисел за НАТО, да. Со оглед дека сте еден од главните стожери, да речам, плеймейкери и за носењето на тој важен документ за нашето зачленување во НАТО. Со оглед дека има некои ваши колеги, ќе бидам злочест, може би што вика хрватите, ама еднаш мораме да ставиме крај. Има да се почитува професионализмот и суетата веќе да се закопа. Да се почитуваат вредностите на дипломатите. Со оглед дека, денеска Македонија веќе е гости, домаќин на голема делегација, тоа е еден министерски совет на шефовите на дипломатите кои дојде до Македонија и на годишната конференција на ОПСЕ со кој преседава Република Македонија. Дали се согласувате со наслов што оставивме ОПСЕ во Скопје, Македонија во центарот на светот? Па добро, ако сакаме да бидеме етноцентрични, тогаш се ќе биде во центарот на светот, што е врзано со Македонија, но вистина за волја,
Видов неколку вакви наслови и мислам дека се должат на непознавање на мултилатералата генерално, бидејќи ОПСЕ е една најголема регионална безбедност организација во светот, но не значи дека е светот. Така да, кога ОПСЕ денеска доаѓа во Македонија, тоа не значи дека Македонија станува центар на светот, туку е како логичен след на годишното председавање со организацијата. Ова е веќе 30-ти поред министерски совет. И Чиј домаќин е Македонија. Чиј домаќин е Македонија и кај што формално завршува председавањето. Веќе на 1 јануари Македонија нема да биде председавач, него ќе биде излезнат во рамките на тројката уште една година со значително намалени ингеренции, да речеме символични. И тоа е тоа. Да. Дали сметате дека Македонија успе да го реализира својот главен приоритет во своето преседување со ОПСЕ? Судејќи по паролата, ќе парафразирам, бидејќи не можам да се сетам, дека луѓето се најбитни, дека се во центар на светот, не би рекол дека е направен значителен исчекор на овој план, бидејќи се разбира останува да видиме денеска и утре како ќе, односно утре и задутре, како ќе течат состаноците на Советот и дали евентуално некакви поголеми одлуки ќе бидат донесени или ќе биде само уште еден во низата совети кои така ете поминуваат понезабележително. Меѓутоа, до сега немаме индикации дека е нешто крупно направено и дека Македонија ќе остане забележана по нешто. А имаше основи за тоа. Имаше и можности, а имаше и, како да кажам, потреба. Имаше потреба. Вие сами знаете дека ние последните неколку години мачиме во нашите европски интеграции со блокадите кои доаѓаат од Бугарија. ОПСЕ е организација која по својата природа и се грижи за малцинските права. Меѓу другото, значи за безбедност, во рамките на пошироката безбедност и за малцинските, и за човековите права, и за она што се вика хумана димензија, каде што влагаат и изборите, и практицирање, и унапредување во едно демократско општество. Така да, навистина не гледам до сега, значи на 2 дена, 3 пред, на практично нашето завршување со председавањето, не гледам дека е некој ишчекор направен. А мене ми е лично најмногу жал што имавме идеална прилика, ова што го спомнав со Бугарија, да го избоксуваме во наша корист. На многу интелигентен начин. Значи, вака, како председавач, вие треба да бидете независни. Значи, председавачот не настапува од национална позиција и тоа е се окей. Но, знаете колку можности дава председавањето. Вие можете да свикувате формати и луѓе. И на состаноците кои се вржани за тие теми, како што се човекови права, малцински права, да ги промовирате, да ги практично да ги истурите во прв план. И на тој начин индиректно да ја осветлите позицијата на Бугарија и практично на тој начин и во самата организација да придонесете нашиот проблем да стане повидлив и блокадите да се видат на вистина и почувствува дека се непринципиелни. Освен тоа, амбасадоре, имаме крунски сведоци и аргументи во ракавата, тоа е 16 пресуди. Да. Јас мислам дека Совет на Европа нема механизам со кој би влегол внатре во едно домашно право и да ги принуди да се тие пресуди нели ефектуираат. Меѓутоа, па ќе речеме, може да укаже у извештаите на државите дека не ги почитуваат образ. Да, може да укаже, за тоа може да се разговара. Таквото одбивање на пресудите, инаку пресудите на Советот на безбедност тие што се одлуките од тој карактер во 90 и повеќе насто се применуваат во светот. Значи тоа има една своевидна специфична тежина. Од нормални држави. Па од сите држави. Правни држави кај што владе се почитува тоа, бидејќи вие како членка на Советот на Европа вие имате не само права, него и одговорности, како и во секоја организација. Ваша одговорност како членка е да ги почитувате одлуките.
И државата, пак реко, организацијата не може да се справи директно, бидејќи нема ингеренции во внатрешното, во домашното право, но има и јадници механизми, вклучително и билатерални механизми на земјите членки, значи на одредени земји на Советна Европа, кои се посилни, да речеме, политички, кои може да извршат одреден притисок. Дали тој притисок ќе биде од финансиска природа, дали ќе биде од политичка, дали нема да се дадат некои транши на кредити, на заеми, на грантови. Сето тоа е игра, знае, тоа е политика. Да. Тоа што му дава еден посебен белег на овој состанок, да го наречеме, совет, нели, министерски, е што доаѓаат двајца големи колоси, така да ги речам, шефови на дипломатија, државен секретар и шеф на дипломатија на Соединените американски држави, господин Антони Блинкен, и шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров. Како го дефинирате се тоа? Дали може да се случи да стане збори за можното ставање не ад акта, да дојде веќе крајот на таа руска-украинска војна? На утрешниот... Ако сум се побарат, ја верувам дека дали на маргините, дали на... Моје мислење е дека е премногу рано за тоа да се зборува и дека ни во кој случај во дводневна конференција, каде што, според моја информација, американскиот министер за надворешни работи, државен секретар, ќе престојува, колку што разбрав, неколку часа, и тоа денес на работната вечера, практично на почнувањето, и сега за сега има информација дека практично нема ни да биде на состанокот. Не може да се очекува некаков значителен пробив. Мислам дека уште се измеруваат силите. Америка форсира, приказна дека нема да ја остави Украина и мислам дека на таа линија се води моабетот меѓу двете големи светски вели сили. Се опипаваат мускулите, дали ќе продолжи Америка до крај да истера. Русија можеби се надева дека таа помош во одреден момент, имајќи ги предвид и другите геополитички предизвици, можеби ќе се намали, што би им дала нив тактичка предност. Ние сме во таа фаза. Далеко сме од фаза на запирање на војната во Украина, за жал. Не сакам тука нешто ве спрашам, со оглед дека неодамна се сретна кинеските председател, американскиот председател, па тука е побрзо во ситуација и шефовите на државниот секретар на САД и дали чувствувате некоја нова кројни на геополитичката мапа на светот? Добро, таа навистина се крои дневно, секогаш. Знаете, кога светот беше во биполарната хистерија после Втората светска војна, која потреа до 70-тите, нели, поради што и ОПСЕ беше формирана. Да. Марти Ахтисари беше еден од Марти Ахтисари, да. Тука, да. Светот, картата на светот се крои дневно. Работата е што тие прекројувања се видливи во одредени моменти. Меѓутоа, работата на нивното прекројување тлее и трае цело време и ние не можеме да ја видиме како јавност. Но затоа се важни организациите, затоа се важни меѓународни организации, бидејќи кај нас имам чувство дека уште не е доволно добро разбрана улогата на меѓународните организации. Немате таму директно. Да речеме, во билатералната дипломатија, да појаснам, тоа е меѓу земја. Вие може да направите одличен договор, да добиете грантови, да добиете пари, тоа народот да го види. Во мултилатералата тие предности не се видливи, па за жал мислам дека ни нашите политичари дури не ги согледуваат, него се користат вакви поголеми настани во мултилатералните организации практично за шефовите на дипломатиите си ги направат своите билатерални средби, на кои зборува за се, само не за организацијата. Тоа не искам да бидам малициозен или пежоративно да изразам. Дали ова фактички ќе се здиваат повеќе билатерали отколку... Секако. Во позадина на секој самит, она што е жила куцавица, позади онаа голема просторија што ја гледаме на телевизија, каде што се наредени сите делегации, врие и врви. Делегациите имаат состаноци нон-стоп. Значи, секој ден министар има по 7 до 8 билатерални средби најмалку, а некои многу повеќе. Тие влагаат, излагаат од салата, тие не излагаат за да испушат цигара, тие излагаат да направат билатерална средба и се враќаат на своето место. Но она што мене ми е, од искуствено зборам,
Нашите министри тоа го гледаат како главна цел на такви состаноци. Меѓутоа, треба да ве интересира што е на масата. За жал, така, искуството ми е дека не секој министер бил многу навистина заинтересиран што се дискутира во салата. Така да тоа е една голема, како да кажем, парада е грд збор, меѓутоа Мисте дипломат, ги користите убавите зборови или народот чеше дали чалам со еден збор што простете. Добро, за чалам јас го имам чувството дека овој настан е употребен за да или избори... злоупотребен, злоупотребен за неколку цели. И затоа се предимензионира неговото значење. Значи, министерски совет, прво, не е извонреден или вонреден настан. Тоа е редовен настан на завршување на секое председавање. На него не присуствуваат министри на држави, шефови на држави и на влади, туку министри за надворешни работи. Да, инаку би било самит. А единствениот самит овој век, а нашите исто така медиуми гледам го крстат самит. Што е многу погрешно. Самитот единствен кој се одржал во овој век беше во 2010 година во Астана, мислам, да бев таму, да. Така да, тоа е нешто што е воредно и таму се навистина клучните одлуки, затоа што главните донесувачи на одлуки се присутни. Министрите за надворешни работи учествуваат во креирањето на надворешната политика, но се далеку од она што значи создавање на политика и донесување одлуки од нив самите. Токму е тоа мојот поред кои одлуки ќе остане запаметено македонското преседавање соопштено за 2023? Па пред малку го загатнавме тоа. Мислам дека одлуки досега не видовме, барем не видовме во јавноста некакви побитни одлуки, видовме некакви јас би рекол аматерски напори на нашиот министер да се вклучи во преговори помеѓу Косово и Србија. Да. Јас не видов никаков официјален документ тука од ОПСЕ, што ми остава дилема дали тоа беше негова лична иницијатива, дете да нешто... Биде посредник, да биде посредник, тоа очигледно. Целата приказна се заврши со станокот во Охрид, нели, каде што и ден денеска тие резултати од преговорите не се испочитувани. Исто така мора биде медиатор меѓу Ерменија и Азербејџан. А тоа е највака, ајде да бидам да останам дипломат приказна. Ама добил некој така новинарите, аналитичарите велат дипломатски шамар. Ерменија и Азербејџан преговараат веќе многу години. Се изредија представници, се изредија special envoy, специјални пратеници. И тоа прашање на вистина му тежи на ОПСЕ. На секој состанок министерски совет, еве како овој што ќе биде, техниката во 2 збора да ви ја кажам, се донесуваат одлуки. Ке се донесат некој пат 1-2, некој пат 7-8, некој пат 3-4 одлуки, но многу тешко носи носењето одлуки, бидејќи мора да биде со консензус. Сега, тука имате, ОПСЕ е школа за дипломатија. Се одвива под маса. Ништо, тоа само крајот го гледате на договореното на масата. Врват стотици одлуки претходно, меѓу делегации, на состаноците, на комисиите, комитетите. Земјите тактизираат, пуштаат 10 делегации, свесни, за да 2 им поминат. Голема дипломатија. И тие тоа го викаат во дипломатски жаргон, I let it to be killed. Значи, пуштаме дипломатија, одлука, предлог за да биде убиена. Но зошто? За да помине таа одлука која им е најважна. Сега, тоа ќе се случува и сега. Значи, утре и заутре. Ние нема да знаеме кои земји што предложиле, меѓутоа Ерменија и Азербејџан беа проблем за донесување на многу одлуки, бидејќи во ОПСЕ, бидејќи иако тоа не е нив не ги засега лично, тие ќе блокираат нека одлука, или ако тие не блокираат, другата страна, Ерменија или Азербејџан, ќе блокира трета одлука. Така да, многу е комплициран тој систем на носење одлуки, но на крајот се случува и само една да биде донесена, која да се изнајде, да се задржи лицето на организацијата, многу е тешко. И сега вие во една таква ситуација, сакав да ви ги покажам димензиите на проблемот, на спорот меѓу Ерменија и Азербејџан, кој го оптоварува ОПСЕ со децении веќе. Вие да така само промотивно сакате да се наметнете, сакате да се наметнете како преговарач во еден спор кој почнал кога вие уште не сте се бавеле со политика, навистина е и претенциозно и нечесно.
Тука така скриено да се речем се назвава прилика Кеп Дейвид се знае кој беше булдужер Ричард Холбрук и се знае не искачате од преговори до смрт. Тука колку што разбрав дули се наметна Бујар Османи да биде еден медијатор во израелско меѓу Израел и Палестина. Дали е точно тоа? Дали? Па не знам, тоа го имаше по медиумите, меѓутоа, ако е тоа така кажано, тоа е навистина тежок дилетантизам. За ова прашање не треба да бидете некој голем експерт, бидејќи го гледаме секој ден на телевизија, гледаме раскрварени, гледаме срушени згради и мислам габаритот на министерот Османи, па и како председавач на ОПСЕ во оваа година, навистина не е толкав да би можел да како да кажем, да ги стави во преговарачко столче тие две страни, а да не збориме и за капацитетите на Македонија. Ние треба да бидеме реални. Македонија не е земја која може да води, мислам, толку далекорочни и толку далекосежни активности. Амбасадоре, вие имате како амбасадор доста дадено придонес во дипломатските активности, што е факт, кажем, околу носењето на тој значен документ за нашето зачленување во НАТО. Од друга страна имаме исто дипломати кои имаат голем бекграунд. Кај господинот, ќе ми дозволите, Срđan Керим, кој навистина беше шеф на дипломат, министер за надворешни работи, преседаваш во Генералното собрание, во 2016 ли беше, која беше година, и претендент за генерален секретар. Нели може да се консултирам, а не сум ја никако лобиста, најмалку бидејќи почитувам и преферирам вистински вредности, тешкаши кои може да дадат, као што и вашата персоналити. Не да се остави на дилетантизам и неукос, да речем особено во Министерство за надворешни работи. Слободан, загатнавте една тема која е болна тема во Министерството и тоа е практично централистичката позиција на министерот во Министерството, што особено негативно се одразува во ситуации кога имаме како држава покомплексни задачи, кај што треба познавање, искуство од повеќе луѓе кои се инволвирани. За жал, морам ова да го кажам, министерот Бујар Османи не најде за сходно да покани да разговарате, да се консултира. Да вклучи во подготовки еден голем број, значи, искусни луѓе кои учествувале, кои работеле во Виена. Имате искуство, ви бевте во ОПСЕ, да. Кои поминале време во тие простории таму во Хофбург. И ја знаат најмногу. Ја знаат мирисот и атмосферата и го знаат оној начин што ви го спомнав пред малку. Дипломатската беседа, работење под маса, преговарање за точки, за заперки. Што е бенефит за Македонија, ќе биде. Туркање декларации кои не ни сакате да поминат за да поминат тие некои кои вие сакате. Да се реши бугарскиот... Бугарското може да се отворат милион семинари и конференции на тема малцински права, кај што ќе се разговара и за други, но ќе се даде тежина на ова прашање. Кај што ќе се збори за обврската на земите членки да ги почитуваат одлуките на организациите во кои учествуваат. Да бидам искрен, министерот Бујар Османи, кога се донесе одлуката, па пред некои 2 години, така некако, не повика нас 4-5 амбасадори, што сме биле во ОПСЕ, предходно, тука беше Арсин Заколи, мојот предходник, па Кири Илијовски, амбасадорот после мене, беше Огнен Малевски, беше Александар Тавчиевски и јас. И тоа го видовме како добар знак, нели? Се интересира, ајде сите искуства. Нешто се движи, што вика. И тука еден убав состанок 2 сата кажавме кој што мисли од наш аспект, од политички до организациони, што гледате и сами како предизвика, логистички, тоа се заедно се добива впечатокот. И тоа беше убаво и после тоа штама. Значи, еве, дон ден си купил материјал, се зема. Он малце пиар направил, дека, да, малце што викате... Еве, ги повикав. Малце собрал за старт гориво, да убаци во моторот и тоа е тоа. Меѓутоа, многу имаме амбасадори и не само амбасадори, него и дипломати кои работеле таму и кои навистина требаше да бидат искористени. Јас бев фрапиран кога пред година, така, и нешто, година и пол, беше
познато веќе кој ќе го сочинува, да се вика, тимот за председавање, односно екипата во Виена, во нашата мисија. Јас од тие сите имиња видов, без желба, нели, да зборам и лошо за колегите, зборам објективни факти, само еден од нив имаше искуство во работата во Виена, во ОПСЕ на лице место. 20 и на 25 ќе беа тотални почетници кои нема прочитано ни Хелсиншки фајнал актот, ни декалогот на ОПСЕ, значи темелните документи на ОПСЕ. Дури прашање колку ја разбираа во тој момент и улогата на ОПСЕ маце подлабоко, нели, не зборам вака во две реченици. Така да тоа беше, јас и ден денес не можам тоа да го објаснам, мислам дека тоа е резултат веројатно на желбата на министерот да ги држи работите сврсто во раце, значи да има луѓе кои не знаат многу, да, кои ќе бидат машини, послушници, кои ќе трчат. Тоа е во ред се. Меѓутоа, он се лишил на овој начин од можноста во желбата да биде прв и најистакнат, се лишил од можноста да слушне критичко мислење. А за еден министер да биде добар министер, клучна работа е да има критичко мислење. Тоа Османи го има направено во МНР, со деградирање на врвни амбасадори и дипломати. Тргање сосема на страна и тоа се виде и во составување на тимот и во текот на председавањето, каде што јас сум слушнал дека амбасадориве сега кои доаѓаат прашуваат, нели, каде е овој, каде е оној, прашуваат за неколкуми на нас и тука нема одговор каде се, што е срамно. Има и други кои не се професионалци од МНР. Например, еве една Ида Мантон, која е професор, меѓународно признат по преговарање, меѓународни преговори. Таа сама се понуди минатата година да помогне. Не, значи ништо. Што значи тој апсолутизам, да речем? До кај води во секој случај? Па мојот ментален склоп не е таков. Јас сум инклузивен и секогаш сум сакал да вклучувам што повеќе колеги, што да си го чувствуваат како свое. Не можам тој ментален склоп да го разберам и претпоставам дека тоа само желба за самопромовирање. А нели ако имате, тоа е погрешна перцепција. Ако имате добар тим, тоа не значи дека сте вие помалку вреден. Тоа уствари значи дека вие сте подобар, бидејќи сте биле способни да изменаџирате квалитетен тим, кој со самата појава, кога ќе видат таму кого се има он во тимот, веќе првиот шекор го има направено добар. Тоа е, значи, едно видување дека не смее да има други ликови околу, само неговото правосвештенство мора да биде прво и единствено. Амбасадоре, че ми зададете за право со оглед дека нас не сакам да ја инкорпорирам и инволвирам во анализата. Меѓутоа, дали Министерството за надворешни работи треба да биде лична прчија нечија и да располага со имиња да ги дисперзира во просторот без тие да имат фидбек. Че дозволите уште еднашка, вие ми бевте гостин по предлог на гледачите, ми беше прашање поставено за министерот Фрчковски. Не можам да наречам амбасадор, бидејќи шеф на мисијата во Њујорк, каде е центарот на збидувањата, како што е ЮН, да речеме Виена, ако ми дадете за право, центарот на светот на исклучувањето е Обединените нации. Имаме амбасадор или представник. Тоа е единствената глобална организација. И можеме да кажеме светска. Да, и така е светска организација. Од друга ситуација немаме никаков фидбек. Македонија и натаму се повеќе длабоко тоне во калта своја што ја организирава политичка деструктивна власт, новинарска забелешка. Дали може така и натаму Македонија да плаќа тешки пенали за лични хирови, некои што едно сака само задоволство своје да направи дека бил таму шеф на мисија, а без при тоа да направи нешто добро. И да не редам уште други амбасадори. Вашата констатација дека дипломатијата тоне е навистина за жал точна. И таа јас би тргнал од дома, од Скопје, на многу начини активно се предонесува за незиното тонење. Сега ќе ви објаснам. Кога јас се вработив пред 30 години во МНР, тоа беше за мене и за моите колеги најголем настан во животот. При мен во министерство стануваш дипломат, значи едно лимитирана група на луѓе од 200, 300, 500 во државата, која работи нешто сосема специфично и кој има посебен општествен статус. Денеска мислите дека младите повеќето чувствуваат некаква така сатисфакција исполнување? Не. Зошто?
Затоа што тие се вработуваат по партиски линии. И тука Господ нема вие да направите некого кој ова го гледа само како моментална награда за некои, хајде да не зборам лепење плакати или малце поголеми работи, како награда или за пријателство, дури лични со некои шефови на политички партии, навистина е депласирана, навистина. Така да тоа е една од големите причини, партизацијата, импутот на младите дипломати кои, запомнете, ќе останат тука горе доле повеќето до крајот на животот. А Министерството е ограничено, 300 луѓе во Скопје и тоа е тоа. И вие само го зголемувате просторот на некапацитетни дипломати во иднина. Тоа е едно. Второ, тие што нешто знаат и вредат, се тргаат на страна. Тој тренд почна во времето на господинот Димитров, Никола Димитров, пред Османи, и продолжи на ист начин, како втора страна од иста паричка, се преслика сосема, со тоа што сега следи еден, веќе гледаме еден второ полувреме на тој процес, значи првото полувреме беше упумпување на партиски кадри, а сега идеме на нивно издигнување. Значи, што се случува? Се случува за дел од вработените се форсираат постапки, се креваат на многу кратки периоди, еднаш, два пати, три пати, и за неполна година дена тие доаѓаат или за две до врвот на дипломатијата, до директор, до министер, советник, надвор и така. Тоа е сосема неприфатливо. Во исто време, вие не можете сите така да ги терате. Тие, пак што се дојдени, веќе е тоа мал дел во последниве години, но работат честно паметни деца кои се образовани во странство на врвни школи, тие таворат за сметка на овие другиве. И тоа создава едно огромно незадоволство во Министерството, бидејќи, знаете, и дипломатот има рок на траење, како да кажем, млад дипломат, ако за 10 години не исчекори и не направи добра почеток на добра кариера, вие сте го изгубиле. Тој потоа не може веќе да биде кога ќе биде соработник 10 години. Тоа се клучни грешки, значи внатре. Од тие грешки внатре произлегуваат после и настаните надвор. Вие праќате по истиот тој клиентелистички принцип, бидејќи нели министерот за се одлучува, па и за испраќање на луѓето во странство. А вие знаете зашто е привлечно испраќањето во странство? Од две причини. Прво, кариерно, тоа е нормално. Секој дипломат, ако е вистински дипломат, треба да се испраксира во странство и да живее таков живот и да го работи тоа надвор. А второ е, бидејќи за жал нашите примања се катастрофални. Јас не знам како татко на Министерството Бујар колку е загрижен дека просечна плата во МНР е 30.000 денари, визави неговите и не знам колку се, накај повеќе од 2000 евра, веројатно, така да... Со тие 70. Да, и јас не знам лично како не му е срам да ги гледа во очи колегите, но добро, тоа не е тој крив, тоа е одлука на Уставен суд, нели така се збори. Меѓутоа, знаете, депресирани се дипломатите со мали плати. И тука имате еден конгломерат на состојби. Имате мали плати, подценети дипломати, деградирани дипломати, тргнати, мерит системот не функционира, со клиентелизам се напредува и тоа ви е основен рецепт за деградација. И таа продолжува за жал и јас не знам до кога ова може вака да оди, но крајно е време да се пресече, да се ресетира. И во една прилика се сеќавам, баш кога бев амбасадор во ОПСЕ, министерот тогашен Поповски ме праша: амбасадоре, што предлагате, што да правиме? И прво што ми падна на памет му реков: знаете што се прави кога една култура се прекинува да се сади на нива, па се сади друга? Се пали. Значи, не дека треба да го запалиме манара. Коровот. Треба коровот да се исчисти на некој. Тоа е врвно тешка работа со нашите закони. Но мора да се изнајде начин, ако ништо друго за почеток, најквалитетните да бидат на најсоодветните позиции. Од тука ако се почне и да се сопре приемот на вистина на некадарен кадар, мислам дека ќе бидеме на добар пат, со многу желба и страјност и свест на првиот човек, кој ќе биде министер за надворешни работи, да ја чувствува својата куќа како своја, а не како одскочна штица за самопромоција. Суетата, гордоста да ја закопа. Да ја тргне, да знае, вистински голем дипломат знае да сослуша друг дипломат. Слушањето и зборењето е нашата алатка. Ако тој министер не знае да сослуша врвниот, сениорските дипломати, па како може тој да биде дипломат? Па ние излеговме како синдикат минатата година, се сеќавате, во јуни пред собрание, и баравме оставка од министерот. Ја мислам дека тоа е единствен случај во светот дека активни дипломати побарале оставка од свој министер за надворешни работи. Ама навистина е неприфатливо тој истиот министер да лаже во јавноста дека
тој рече сениорските, значи врвните дипломати го виделе францускиот предлог. Со тоа имплицитно, сака да каже, го одобриле. Тој дипломатски предлог влезе на францускиот на задња врата, фигуративно во МНР, каде што и Османи влегува на задња врата за да не се гледа со колегите од гаража доле и отиде директно во неговиот кабинет, каде што не верувам дека поише од еден-два негови најблиски соработници го имаат видено. Значи нема збор дека дипломатите го виделе, пазете дека се дека се дискутирал, ништо од тоа. И затоа излеговме пред собрание и побаравме оставка, бидејќи сметаме дека не е честно првиот човек на дипломатијата манипулира со дипломатите. Не искам да повторно девалвирам с денешната и во наредните 2 дена дешаванка во Македонија, Скопје, сепак е тоа е респект, доаѓаат видни 57 држави во секој случај. 57 земји членки, значи 56 доаѓаат, со тоа што има и делегација. И делегација, значи број колку 1000 околу 1000 луѓе. Но еве најчекав една убава порака за дипломатијата, ако ми дозволите. И му благодарам на господинот професор Десковски, кој исто така ја преферирал, вели во учебниците по дипломатија. Поидовна точка е дефиницијата на дипломатот која ја дал англискиот политичар и дипломат сир Хенри Вотон во далечната 1604 година и вели дипломатот е искрен джентлмен, пратен да лаже во странство за доброто на својата земја. Проблемот настанува кога дипломатијата продолжува, кога дипломатите продолжуваат својата пракса и во сопствената земја. Тоа е, значи... ова беше добар пример, ја затоа и чекам да се искажете. Но да го вратиме листот за и околу ова случувањата во Скопје. Како го толкувате секој случај Блинкен, американската политика визави решавањето со прашањето со Бугарија? Јас го имав гостин Едвард Џозеф, кој јавно се го познав, јас лично познав, дека имав големо крше со него 2001-та за и околу предрамкомниот договор. Кога ја водеше меѓународната кризна група. Да. Морате, амбасадоре, да покажете авторитет. Дали сте новинар, дали сте министер, дали сте премиер, дали сте и така натаму, пред другата страна. Ако не си ја сакате татковината, ништо тоа. И јас тогаш ме запамти господинот Џозеф и сега во интервјуто ја го прашав. Вие рековте дека во вашиот текст дека треба да добиеме некоја гаранција ако ние прифатиме дека сме македонци од 44-та година, претходно бевме бугари. Како го толкувате? Дали Америка, што ја верувам во американската политика, не само те што се против американската политика, но со добро владење и водење на дипломатија, на политичкиот амбиент и политиката, визави добри политичари од македонска страна. Кажете ме, молам, која е формулата за се тоа? Многу работи спомнавте. По-конкретно на што мислите? Одам на конкретно на овој момент. Дали Америка, дефинитивно, од наша страна треба да бара вистински цврсти гаранции и да превземе работата свој рација, тоа ја го парафразирав, Европа без помошта на Америка, уште во Втора светска војна, не можеше да се абсолвира прашањето со војната. Учеството на Америка ги заврши тие работи. Во овој спор, што е наметнат, октриран, Америка да ја превземе таа иницијатива и Македонија да влезе комотно да ги почне преговорите. Да, значи, само све тоа што го викате многу точно, но јас збор треба само би го исфрил како дипломата, бидејќи Америка треба. Не треба, но доколку навистина стои за земјата, доколку навистина сака да помогне, мислам дека има начини да се зголеми поддршката. Тоа е, знаете, сепак е тоа билатерална одлука и билатералните одлуки не се носат од еден центар во Америка. Вие имате многу субјекти кои ја креираат надворешната политика, тука е и State Department, тука е и Пентагон не изоставен, бидејќи нели се работи за војни, за мир, за такви за опасности безбедносни, тука е Белата куќа и тука е Конгресот пред се, така да навистина некој не би зимал изјави од некој што не е дел од официјалната американската политика, како што е
почитувани од господин Джозеф како пресудни, бидејќи тоа е сепак, знаете, тоа е сколар, тоа е предавач, да. Неговиот универзитет е извореден, многу е влијателен, но сите тие се сеќават и на Даниел Сервер и се сеќават и на други. Меѓутоа, влијаат на свој влијаат. Апсолутно влијаат, но не е дека влијаат здраво за готово. Значи, они си водат борба со години, тој им е дел од можеме стажот. се наметнеме пријателски мајчи факт амбасадоре. Им дадовме целосна територија на располагање. Значи, Македонија и вложила многу. Апсолутно. Со добра професионална, простете ме молам само уште, јас не сум тука да ве лобирам вас, меѓутоа гледајќи ја фактичката ситуација, вашиот контрибут за нашето зачленување во НАТО, не на тацна врз на работа, ви дадовте голем придонес. Па зашто на пример истиот професор, мислам тој професор наместо да прави дешаванки по диска и редови работи по шетни на едно име како што се вие да не биде во Обединените нации. Ова е лично моја перцепција. Добро. Простете, вака што настапа може. Добро, да се вратиме на темата. Знаете како? Јас мислам дека како што викате да ги убедиме пријателски, значи да влијаеме на некоја одлука да се зафатат посериозно. Ја мислам дека таа одлука, активностите кои ние треба да ги направиме драстично да се подобриме дома. Знаете, многу е тешко некој да се нафати, да ве турка, доколку вие сте во распад внатре. Значи, секој ден читаме вестници. Судство, здравство, школство, криминали, да се реформираме. Криминали, корупција, врие државата од внатре. Поради сето ова, завладеа и безпарица. Значи, не се согласувам дека пари нема во државата, како што зборевме нели пред емисијата, него парите веројатно не одат таму каде што треба, него завршуваат во приватни џепови веројатно. И тоа доведува, тоа е вишеструко штетно. Значи, вие прво доведува до раслување на еден малку број луѓе кои се или политичари или врзани со политиката од страна на бизнисот, зборам, каде што нели има можност за сделки, за влијание и така. Не можете вие да очекувате дека една држава ќе просперира доколку мал дел на луѓе ги исцицува вредностите од целото општество на незаконски начини. И мислам дека најмногу што можеме да направиме да се здобиеме со пријатели кои ќе се заложат за нас прво, значи драстичен ресет да се направи во државата, значи од корен, исто како што беше за МНР, детоксикација и озонизација, нешто свежо, нешто искрено, нешто што навистина не видов дека оваа влада го поседува како капацитет. За жал. Амбасадоре, благаме финалето на мисијата. Некој ќе рече, то мисли и амбасадорот Зоран, да ја критикува тоа голема манифестација, што јас ја почитувам како манифестација, што се организира во Македонија, и тоа ќе биде добар катапулт, ќе не пренесуваат, ќе не спомнуваат во сите вести. Но која е вашата порака? Убаво ја спомнавме заедно таа детоксикација. Која е вашата порака? Мојата порака е да се вратиме кон, малце звучи клише, кон вредностите, но навистина да се вратиме. Да не биде лоповот глорифициран како успешен. Да не биде политичарот кој го манипулира народот квалифициран како успешен. Да се врати одговорноста и на политичарите према народот. Тоа е едно. Второ, професионализмот да се врати. Мерит системот. Политизацијата, вработувањето во институциите апсолутно да се намали на најниско ниво. Многу е тоа тешко, бидејќи многу длабоко сме пропаднале, но да видиме дали престојниот период нешто не ќе донесе до некакви измени, да навистина својски сите како општество и како политика да се впрегнеме во тоа. Нема друго. Готовнавме. Амбасадоре, благодарам многу што во благодарам секогаш е задоволство. Земјите на имене чест и задоволство, толку ние почнавме колку што можам да регистрирам од медиумите емисија тематска специјално за настанот, што не очекува наредните 48 часа. Ви посакам здравје и успех во работата. Почитување тоа беше Зоран Давич, амбасадор, кој ве даде една прекрасна анализа за ова што ни се случува и што не очекува. И за финале, се е во вашите раце.
Вие сте тие кои ќе ја катапултирате Македонија таму каде што заслужува и каде е местото. Бидете ми живи, здрави, се гледајме утре во истото време. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.